И ви останавме должни, почитување наши, за уште една содржина ова утро, а она што следува во продолжение е линковско вклучување од нашата колешка Ирена Спировска. Еве ја гледам веќе во кадар. Ирена, добро утро. Ке зборувате за фестивалот Киненова, која организира филмска ревија со хуманитарен карактер во киното Киноверзум, кој што се наоѓа во Домот на култура Билјана Беличавенец. За повеќе информации ке те оставам со твојот соговорник да слушнеме за што станува збор. Повелете. Така, Ирина, ти благодарам за најавата. Добро утро до тебе и до сите наши гледачи. Како што веќе и ти спомена, утринава се јавуваме во живо од киното Киненова, кој што се наоѓа во Домот на културата Билјана Беличанец во општината Киселавода. Причината што сме утринава тука е еден настан кој што започна вчера вечер со првата проекција која што е дел од хуманитарната филмска ревија на меѓународниот филмски фестивал Киненова, која што започна вчера и ќе трае до 3 април, а во рамките на истата ќе бидат прикажани повеќе од наградените филмови од изминативе изданија на Киненова. Нешто повеќе за самата иницијатива, од која што средствата ќе бидат наменети за семејствата на настраданите на страшниот пожар во Кочани, за изборот на програмата, но и за тоа како помина вчерашната прва проекција на филмот Машките не плачат. Ке слушнеме во продолжение низ разговорот со Небојша Јовановиќ, директор на меѓународниот филмски фестивал Киненова. Прица, добро утро, Небојша. Добро утро, Ирена. Благодарам на поканата. Ете, и вие се приклучивте кон многумина уметноста да ја стават во функција на хуманоста и по таа страшна трагична несреќа што се случи во Кочани, одлучивте да направите една филмска селекција која што ќе им понуди на љубителите на филмот можност да уживаат во дел од најдобрите издања од изминативе фестивали на Киненова, а при тоа да се направи хуман гест и да се помогне на семејствата на настраданите. Цените на влезниците се многу популарни, 200 денари. Па каков беше одзивот вчера на првото прикажување на филмот од оваа хуманитарна филмска ревија? Да, благодарам на прашањето. Најпрво да кажам дека се наоѓаме во киното Киноверзум, каде што се случува Киненова од минатата година. Инаку, да, еве да почнеме од вчера беше отворена оваа ревија со филмот Мажите не плачат. Инаку ова е босански филм на босанскиот режисер Ален Дрљевич, во која што играат плејада на многу познати за нас и во целиот регион, екс-југословенските простори, познати актери, познати глумци, имаат брилјантни роли и неслучајно го одбравме овој филм. Инаку филмот е всушност награден на второто издание на фестивалот Киненова од 2017 година со наградата за најдобра режија. На кратко сега би се осврнал нели за мисијата на конкретно овој настан. Еве, можеби треба да бидеме и позитивни и да се смееме во оваа утринска програма, меѓутоа искрено морам да кажам дека многу сочувствуваме со се ова што се случува и сметав дека треба да најмалку нешто што можеме како дел од културните работници и луѓе кои што се занимаваме со уметност да придонесеме, бидејќи и по природа на нештата уметниците имаат и треба да имаат чувство на одговорност. Така што оваа ревија беше планирана уште претходно, меѓутоа ја пренаменуваме секако целта и приходите, вкупните приходи од сите овие вечери ќе одат за настраданите, за семејствата на настраданите. Значи тоа е една миниатурна капка, меѓутоа сметам дека треба да дадеме максимум. Да, инаку
би кажал дека и во наредните месеци, бидејќи се наближуваме кон 10-тото издание на фестивалот юбилејно, за нас голем юбилеј, ќе имаме исто така вакви програми, бидејќи имавме, како што знае целата јавност, богата понуда од филмови изминатите години во различни програми и располагаме со, нели, така да наречам одредена архива на прекрасни филмови, така што ќе продолжи, ќе имаме следна епизода од оваа мисија, исто така во оваа насока, бидејќи лично сум запознаен, непосредно сум запознаен со тоа што се случува со се уште луѓе кои што се борат, како да кажам, за својот живот и своето здравје. Значи, последиците се големи и за преживеаните и дополнително што сум прилично емотивно поврзан и со тој град и со тие луѓе таму и секако со дел од настраданите, фамилиите на настраданите, така што мислам дека цело наше општество треба да биде ставено во функција на тоа да им се помогне на оние кои што и на семејствата на оние кои што преживеа. Само би сакал да кажам исто така дека чувствувам огромна благодарност, бидејќи до оние кои што исто така ми помогнаа, значи оние кои што ги исконтактирав, тоа се режисерите на овие филмови или продуцентите, особено режисерите кои што покажа неверојатна емпатија, и ова се само 5 филмови од тие што ќе бидат прикажани, мислам ќе бидат прикажани многу поголем број на филмови во наредниот период, сите едноставно ги отстапија правата, бидејќи и тоа е нешто што треба да се обезбеди и плати, нели? Ги отстапија правата за публиката, македонската публика и на некој начин, нели, исто така да придонесат и да помогнат за настраданите од оваа несреќа. Каков беше одзивот вчера, како реагираше публиката на оваа филмска ревија? Спомнавме дека вчера можеше да се погледне босанскиот филм Мажите не плачат, вечерва на репертоарот е уште еден одличен и награден филм, мислам на минатогодишното издание на Киненова, филмот Хотел Пула, кој што третира една љубовна приказна што се случува за време на војна. Многу провокативна и убава тема, инспиративна. Да. Филмот Вечерва е некакво, можам да кажем, надоврзување, не случајно го распоредивме вака. Се работи за филмот Хотел Пула на Андреј Коровлев, исто така дебитантски филм, меѓутоа одлично спакуван, една необична љубовна приказна која што се случува во услови на ехо од војната во Босна, буквално додека се случува. Значи, вчерашниот филм беше една силна поствоена драма, а ова е филм кој што е од еден друг аспект, ни го прикажува, ни ја долува атмосферата на војна во еден туристички град, познат туристички центар во Хрватска, Хотел Пула, и нели едноставно реакциите и доживувањата, чувствувањата на таа војна преку обичните луѓе во време кога градот е еден хотел, така наречен, за бегалци од Босна. Така да еден на некој начин поглед од, можам да кажам, хрватски поглед, од еден интелектуалец хрватски поглед на војната. Програмата ќе продолжи, значи тоа е вечерва, овој филм е вечерва. Инаку програмата ќе продолжи со филмот Кафуле утре, иранскиот филм Кафуле, кој што исто така голем број на филмски љубители и наша публика, дел од нашата публика, интелектуалци македонски, се заинтересира и побара, нели не може би во текот на фестивалот, па побара и се распрашува за реприза, еве можност исто така да го погледнат. Овој прилично необичен филм и храбар,
кој што изобилува со црн хумор и кој што преку алатките на црниот хумор ни доловува една многу сурова приказна, едно сурово општество каде што уметниците се под силен притисок од државниот апарат, од државата и всушност филм кој што произлегува од доживувањата лични и од личниот живот и личните трауми на еден ирански режисер Навид Михандост. И бидејќи ќе треба да го привршиме разговорот, само да кажеме кои ќе бидат и останатите филмови, за да ја имаат целосна информацијата нашите гледачи. Да, понатаму продолжуваме со грчкиот филм Зад стоговите сено на Симина Проедру, инаку филм кој што беше прогласен за најдобар грчки филм минатата година. Односно 2023 година, филм кој што беше номиниран за европските награди Оскар, исто така за американските награди Оскар и многу наградуван филм. И за крајот е најновиот, последниот филм на широко познатиот и најдобро познатиот Рајко Грлич, хрватски режисер Рајко Грлич, кој што на еден ангажиран начин ја обработува токму темата на корупцијата и последиците од едно силно корумпирано општество. Филмот се му доаѓа крај. Така што апсолутно силно ги препорачувам овие филмови на сите кои што не ги погледнале и да не забораваме дека се тоа ќе има хуманитарна мисија и дека целосниот приход од купените влезници ќе биде наменет за семејствата на настраданите во несреќата во Кочани. Ме праша за вчера како стартуваше фантастично, сум многу пријатно изненаден на овие празнични услови и на овој дожд. Проекцијата беше прилично посетена и реакциите се фантастични, одлични. Ние посакуваме така да биде до крај, салата во Киноверзум да биде исполнета до последно место на секоја од проекциите што филмската публика ќе има можност да ги проследи до 3 април. Благодарам за овој утрински разговор, Небојша, и еве уште еднаш ги подсетуваме и покануваме сите љубители на филмот и сите добри и хумани луѓе да си обезбедат влезница. Стартот на проекциите на филмовите кои што ќе се даваат во рамки на оваа хуманитарна филмска ревија на Кино Нова е со почеток во 20 часот во киното Киноверзум во општина Киселавота. Благодарам, Ирена, за ова линковско вклучување.